Јавниот сектор, односно над 110.000 работници, земаат плата која полека до сигурно се доближува до минималната во државата, а токму поради ниските плати се повеќе работници заминуваат во странство, алармира првиот човек на синдикатот на УПОС Трпе Дејановски. Тој во неделното интервју за Радио Слободна Европа вели дека во ваква лоша ситуација администрацијата се повеќе останува без стручен кадар. Сега во оваа година со усогласувањето на оваа минимална плата ќе добијат усогласување единствено 27.000 вработени во јавниот сектор, додека другите 110.000 што остануваат нема да добијат никакво усогласување со порастот на минималната плата. Дека стручниот кадар на големо се иселува постојано алармира и стопанството. За само една година нешто повеќе од 9.000 млади купиле билет во еден правец и побегнале од сопствената земја. Околу 9.500 млади луѓе заминуваат од земјава на годишно ниво. Образованието го ставаме во фокусот и покажуваме дека ни е потребно образование во согласно со потребите на бизнисот. Претходно власта кажа дека размислува за увоз на странска работна сила, зашто според статистика годишно ни фалат 10.000 работници. Синдикатите велат дека работниците кои би дошле од Пакистан за овие минимални примања би работеле само еден месец, пошто им се отвара вратата за западноевропските земји секако за поголеми плати. Кои ќе дојдат и вработени од надвор кај да одвајатот, нели се имаше податок и кажа вице-премиерот Бангладеш, Пакистан, ќе останат во нашата држава еден месец и потоа ќе биде нели отворена врата за заминување во западноевропските земји каде што исто така има потреба од голем број на работници. Проблем останува се посериозен зашто во земјава никако реално да пораснат платите. Сериозен проблем е и двоцифрената инфлација од 16,7%, што на големо им ги јаде парите на работниците. Иако порасна минималната плата, таа поради инфлацијата ќе вреди помалку од лани. Капак на се е и дека вештачкото зголемување ќе намали продуктивноста и ќе предизвика урамноловка, велат бизнисмени за Алфа. Колку за подсетување, во 2021-та минималецот беше 15.194 денари. Тогаш покривале 42,9% од синдикалната минимална кошница, а во 2022-та 18.000 покривале 40,4%, а сега со најновото покачување на 20.175 денари ќе се покрива само 39,6% од потребите на семејството. Ова буквално значи дека работникот кој прима минималец сепак ќе биде посиромашен од лани и полани.